Почитувани присутни, дозволете да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето присуство. Одвоите дел од вашето време да присуствувате на одбележувањето на неколку значајни настани од нашата богата историја. На подобниот слайд гледате бројки. Сигурно нема да зборуваме за математика, меѓутоа, поврзано со овие бројки е значајни настани кои што се зборуваат за Прилеп, Македонија, победа, за слобода, за институции, така натаму. Почитувани собрањани, гости, пријатели, колеги, дами и господи. Од 2025 година Прилеп гордо стои како символ на истрајност, отпор и љубов кон татковината. Оваа година 2025 е посебна. Прилеп не одбележува само датум, го дава почит на своето наследство. Денес стоиме пред три јубилеи, каени во ткивото на нашата историја, нашето достоинство и нашата иднина. Денес, овде, во срцето на нашата историја и иднина Прилеп, се собравме не само да се подсетиме на минатото, туку да им оддадеме почит, да го прославиме и да го изградиме сила за предизвиците што следат. Оваа година нашиот град обележува големи јубилеи, три светли столбови на нашето колективно постоење. Символи на истрајност, храброст, културна зрелост на нашиот народ. Овие три јубилеи се три темели на нашиот идентитет. Херојството, победата и културната зрелост на Прилеп. Нека ова не биде само свечаност, туку забава. Зашто токму нашата обврска е да ја чуваме и градиме слободата. Да ги пренесуваме спомените и да го негуваме сето она што не прави народ достоинствен, горд и човечен. Смели партизани, над нас се знаме до себе, погори поля и на сите страни, фашистка крв на секаде се лее. Светот на 9 мај одбележува 80 години од победата на фашизмот. 80 години од триумфот на љубовото човештво на мракобесниот фашизам. Овој јубилеј е добар повод за потсетување на минатото, платено со огромни човечки жртви и материјални загуби, непознати во историјата на тогашните војни. На 7 мај 1975 година, на денешен ден, Јосип Броз Тито, околу 30 годишнина од победата на фашизмот, го одликува Прилеп со највисокото признание и му додели орден Народен херој. Име, на денешен ден, 7 мај 1975 година, значи пред точно 50 години, по повод 30 годишнината од победата над фашизмот, председателот на СФР Југославија, маршалот Јосип Броз Тито, на нашиот град, му го доделува високото признание, орден и повелба на за град Народен херој. Со тоа Прилеп се сврсти во редот на 8 градови во поранешна Југославија, односно по еден град во секоја република или покрајина носител на ова високо признание. Тоа Лјубљана, Дрва, Белград, Загреб, Нови Сад, Приштина, Цетиње и други. Со орденот Народен херој од Македонија се одликувани 66 борци, 59 мажи и 7 жени. 44 се загинати во Народно-освободителната војна, 22 се преживеа. На 29 јули 1945 година орденот Народен херој им се доделува на првите 6 борци од Македонија, и тоа
Мирче Ацев, Кузман Осиповски Питу, Стив Налимов, Орце Николов и Христијан Тодоровски Кајчо. Но, како што знаете, орденот кој му беше доделен на Прилеп за неговото херојство и дадените жртви, 1993 година по неразјаснети околности исчезна од општинските простори. За таа цел, општинската организација на Сојузот на борците и граѓаните продолжувачи Прилеп и Завод и музеј Прилеп инициира изработка на реплика на орденот. На тоа не обврзува и резултатите од антифашистичката војна, сите да ја цениме и браниме скапо платената слобода. Во 2018 година истата се реализира од страна на Завод и музеј Прилеп и локалната самоуправа на општина Прилеп со изработка на две реплики на орденот, по една за општината и по една за Завод и музеј, односно за Меморијалниот музеј 11 октомври 1941 година, местото од каде бунтовен Прилеп се крена на народно встание против фашистичка окупација. Македонски народе,